Одиграни се надпреварите од второто прволигашко коло. Победашите се поразени во Кратово од Силекс, резултатот 2:1. Домајкините поведоа со голот на Танушев и Израмни Гешевски. Голот за 3 бода за кратовчани е дело на Неделковиќ кој според многумина е постигнат од непостоечки пенал. Како и да е, втор загубен надпревар пред дуелот со Вардар во рамките од третото првенствено коло. Во Битола втор триумф на зелените против Брегалница, а второто полувреме беше клучно за новиот триумф на Пелистер, кога головите ги постигнаа Лјамчевски, Марковски и Петров. Според зборовите на тренерот Лјамчевски, неговите фудбалери ја наметнале својата игра, особено во вториот дел, и спремно ќе го дочекаат и дуелот во првото коло од националниот куп во Струмица против Беласица. Во останатите надпревари постигнати се следните резултати: Шкупи Работнички 0:1, Ренова Македонија Џорџе Петров 1:0, Вардар Шкендија 3:0. Во организација на Пливачката федерација на Македонија во Преспа за прв пат се одржа пливачки маратон кој е дел од македонскиот куп во далечинско пливење. Учествуваа 28 пливачки клубови од земјава. Купот е битен од една друга спортска димензија, 10 километарската трка, значи олимписка дисциплина, па се надеваме дека во наредниот олимписки циклус ќе имаме и наши надпреварувачи од Република Македонија на следната олимпијада. 2,5 километри испливав и па беше полесно од што очекував. Повеќе од еден месец се припремав. Не беше голем предизвик да ги испливам, бидејќи пливав и претходно, така да знам дека можем. Беше предизвик да завршим што подобар. Надпреварувачите се пријавија на 4 трки на Преспа Куп 2016, од кои 2 на 2,5 километри професионалци, односно аматери, и по една на 5, односно 10 километри. Општина Ресен заедно со Пливачката федерација на Република Македонија го прави еден пионерски чекор за Преспа, еден пионерски чекор за овие преубави туристички локалитети во Преспа, кои што оваа година навистина понудија извонредни содржини. Овој надпревар ми беше помал предизвик отколку Охридскиот маратон, но го испливав полесно. Не беше толку тешко од очекуваното. Си мислев дека многу ќе биде потешко. Припремите беа така, неколку месеци. Ова е втор маратон по Охридскиот, а следуваат маратоните во Велешкото езеро на 27 август и во Дојранското езеро на 4 септември.